Семејствата од гостиварското подрачје кои што имаат деца со аутизам, одсега со заеднички сили ќе се справуваат со предизвиците и проблемите. Борбата за поголема поддршка и вклученост ќе ја водат преку новоформираното Сдружение на лица со аутизам, наречено Blue Puzzle. Целите, работата и плановите на Сдруженијето беа промовирани на посебен настан, што се одржа викендов во општинската сала. Целта е да се подобри социјализацијата на предокот, целта е да се исто постави рана диагностика, да се работуваат со стручните лица, исто педиатри, потоа придобивките се кај родителите, затоа што тие ќе им се олесни нивниот живот, така што може да се вршат и разни обуки кон родителите за да им помогнат на децата со аутизам. Па има повеќе деца, значи целта исто така е да тие досега кои што се соочувале со потешкоти и не можеле да дојдат до израз или немале каде да се обратат, и таа цел е, значи да им го лесниме животот, да се пријават, да не се страма да речам, или на тој начин да се олесни тоа, за да имат каде да се згрижат и да престанат тие предрасуди и сето тоа. На настанот своје обраќање имаше и градоначалникот на општина Гостивар Арбен Таравари. Денеска и јас сум овде како учесник во започнување на работа на едно здружение кое генерално е сочинето од родители и семејства на луѓе кои што имаат деца со аутизам. Ние како општина сме имали со овие луѓе многу добра соработка и планираме во иднина центарот за аутизам, која треба да биде во бившото училиште Јаја Кемал, да ја направиме заедно и да ја водиме заедно, локалната администрација заедно со невладината организација. Претседател на Сдруженијето е Вало Немини. Тој потенцираше дека прецизна статистика за состојбата со аутизмот во Гостивар засега не постои. Но предпоставките се дека има околу 200 деца со аутистичен спектар на нарушувања.